сме 99%. Добар ден, почитувани гледачи, ова е најновото издание на емисијата 99%. За оваа денешна емисија, за жал, немам двајца соговорници со кои што би дебатирале на некоја од темите кои што барем нас ни се чинат интересни, меѓутоа верувам дека тоа во ниту еден момент нема да придонесе во квалитетот на предлозите и дискусијата која што ќе биде развиена тука. Темата верувам дека е навистина интересна и особено актуелна е деновиве. Ќе образложиме зошто е тоа така. Станува збор за медикализацијата на марихуаната или поточно употреба на марихуана во медицински цели. На оваа тема мој денешен соговорник ќе биде доктор Весна Лабровска, која што е лекар во Центарот за превенција при Општата болница од Охрид. Докторке, најпрво добре ни дојдовте во студиото на Телама. Добро вечер. Искрено мора, ќе употребам некоја секунда, ќе украдам од времето, прво мора да ви честитам што на храброста која што ја имате да дојдете и да проговорите на една тема која што, за жал, во едно општество во кое што ние живееме моментално се уште една табу тема, меѓутоа се надеваме дека полека ќе се разбие митот за легализацијата на марихуаната во медицински цели. Прво ќе започнеме со една мала демистификација оноку колку што ни дозволува времето и една поточна дистинкција помеѓу термините кои што верувам дека јавноста многу често се мешаат. Медикализација на марихуана или легализација на марихуана? Јас ќе дадам малку увод во моето гостување. Обврска е на еден професионалец да се грижи и за општественото добро. Во случајов, пошто работам во Центарот за превенција и третман на болести на зависност од дрога, обврска моја е настрана од професионалниот ангажман да допринесам и за здравјето, барем со своите видувања, со своето дебатирање. Легализација или медикализација? Медикализација на марихуаната значи да се употреби марихуаната со своите својства за медицински цели. Значи да им се помогне на луѓе од одредени болести. Легализацијата би значила потполна, слободна употреба на марихуаната на сите луѓе за било која цел. Значи, уште еднаш повторувам, медикализација, легализација на марихуана за медицинска употреба значи чекор во справување со некои болести. Така, еве ќе споменам некои од земјите: Шпанија, Португалија, Холандија, Италија, Франција, Чешка, Словачка, Германија, Израел, каде што особено се забележува употреба на марихуана во медицински цели, Словенија од нашето непосредно окружување и од пред 10 дена тоа и Хрватска. Ќе го следи ли Македонија овој тренд на медикализација на марихуаната? Мојата сфера на дебатирање е околу составот на марихуаната, како би можела да делува на здравјето на луѓето, во однос на легислатива, на закони, на се вкупно, стварно не би можела да кажам. Можам да го дадам својот придонес од куп податоци што сум ги собрала во однос на тоа каде марихуаната може да ни помогне во справување со одредени болести. Така, медицинската, односно употребата на марихуаната во медицински цели неодамна, ете, како што кажавме, беше легализирана во Хрватска, земја во која што надолго и нашироко се дебатираше околу употребата и верувам дека е така во секоја земја во која што досега тоа е направено или во секоја земја во која што во иднина тоа ќе биде направено. Меѓутоа, зошто се дебатира на оваа тема? Ако имате, например, болести кои што или медицински состојби кои што се третираат со медицинска марихуана, како што се, не знам, епилепсија, карциноми, па дури глауком, некои типови на аутизам, значи тоа се серија на заболувања или медицински состојби кои што се доволно сериозни за да се размисли и да се разгледаат сите алтернативни можни решенија. Ќе ми дозволите малку да позборуваме за самата марихуана. Марихуаната го има и македонскиот термин коноп. Значи, постоела кај нас е растение едногодишно, а двополово.
Женското растение, врвовите од цветот и сушени, се тие кои што ги содржат активните супстанции, над 480 од прилика активни субстанции има во марихуаната. И марихуаната се употребувала во индустријски цели, во некои религиозни обреди, во медицински цели и во рекреативни цели. Значи, марихуаната се употребува како средство за задоволство. И спаѓа во списокот во сите етапи од производство до употреба нелегална е. И мислам дека е тој моментот каде што е табуто, затоа што сите ние ја перцепираме како дрога, како нелегална, како штетна, како опасна по здравието. И овој момент сега на медицинска употреба е за нас, за современите луѓе, дури за професионалците, нов момент. За себе ќе кажам слободно, до пред 2 години, пред да почне да се разговара на таа тема и во нашите кругови, во луѓето што работат во центрите за зависност, јас лично мислев, ајде сега од толку лекови што ги има, ќе вклучуваме и марихуаната. Мојот став еволуираше. Еволуираше со студии, со истражувања, со собирање на куп податоци, затоа што факт е дека јас не доаѓам во контакт со луѓето на кои што им треба во мојот професионален ангажман медицинска употреба на марихуаната, доаѓам во контакт со тие што рекреативно ја употребуваат. И мојот став се менуваше со собирање на податоци, со веројатно и ова емисија, да речеме, во наши локални рамки би била почеток на дебата за или против. Како што еволуирал мојот став професионален, така може би ќе еволуира на другите луѓе. Само поттикнуваме. Јас лично сум отворена да слушнам за тоа што е и против. Меѓутоа, прочитав, собрав толку многу податоци, каде што му помогнуваат на луѓето, на тешки болести, така да немам право да имам стигма, заради тоа што долго време сум ја перцепирала како лоша појава, ево да речам, како појава што значи болест. Ево така, да речам, што значи болест. Значи треба запознавање на луѓето заради општественото мислење, оти закони почнуваат да се менуваат со општествено мислење, со мислење на луѓето и се разбира на стручњаците, на тие луѓе што работат, што би направиле издржани студии, испитувања и сето тоа. Оти без наука не можеме ние да третираме човечко здравје, човек не можеме да го третираме ако нема наука. Така. Имате луѓе кои што се соочуваат со тешки и тажни судбини, мајки ги предвид сите овие медицински состојби кои што претходно ги споменавме, па од тука, од тој морален и човечки аспект, постои ли оправданост да се не само да се разговара, туку да се превземат и конкретни чекори, да се медикализира марихуаната како еден начин на третирање на тие болести? Има бројни сведоштва низ целиот свет кои што велат дека луѓе кои што имале терминални фази на карциноми успеале да се извлечат од болеста благодарение на употребата. Тоа тие го тврдат, меѓутоа не смее ли да се земе во предвид таа огромна бројка на луѓе кои што тоа го тврдат? Секако. Нелегалноста на една субстанца не значи дека таа нема своји добри особини ако тие се издржат научно, ако се испитаат. Легалноста на субстанцата не значи дека таа нема несакани ефекти на човековото здравје. Не знам дали бев доволно јасна. Ако се направи конкретно, значи потекло, состав, количина, строги индикации, кој смее да го препишува, каде се употребува, и не знам зашто не би се употребувала. А човечкиот момент е веќе еден човек болен од малигна болест во едно тешко страдање, патење на болка и неговите блиски.
И тие сакаат да му помогнат на било кој начин. И за нив не е препрека, според мене, не е препрека тоа што е нелегално маслото од марихуана, од коноп, еве го имаме македонскиот израз. Не верувам дека некој ќе ги осуди морално дека ако влеза дури во недозволено да го набават да му помогнат на својот болен. Мислам дека би направиле се да им помогнеме на своите блиски, и тие се немоќни страдаат. И тогаш колку би било убаво да го имаме тој лек препишан од лекар, со строги индикации, контраиндикации, состав, потекло, или да влеземе, зборувам во прво лице множина, да влеземе во недозволена активност. Луѓето не сакаат да се однесуваат криминално, ево, тежок збор употребувам. Луѓето не сакаат да не го почитуваат законот, меѓутоа кога станува збор за близок, па дури и луѓето што не сме блиски, ние сме по природа хумани и ние го правиме општеството, и општеството треба да биде хумано. Треба да му го додели на граѓанинот тоа што смета дека ќе му користи, како што мора да води рачун за штетна појава, да ја санкционира, ево да го потребам терминот. Слушав една емисија од тие контактните на нашите телевизии, кај што луѓето се јавува и го кажуваат своето мислење дали треба да се медикализира, значи сите да се медикализира марихуаната. Сите луѓе беа за. Луѓето се човечни, луѓето се хумани, тоа им е во природата. Значи сите беа за. Сите вика ако на некој му е тешко, значи тој ќе проба се. Зошто да не му го возможиме? Затоа што имаме наука, затоа што има докази, затоа што ако треба ќе се испитува во нашето општество, уште повеќе не имаме индустрија и стручњаци, и фармацевти и се вкупно. И таму, вие рековте Хрватска. Во Хрватска само на одредени индикации се медикализира, а за останатите, конкретно за психозите, тие продолжуваат со испитување. Процесот е менлив, треба да напредува. Конопот постоел сегде во светот, 5000 години. Првите 2700 и кусур година пред нашата ера во Кина има запишан документ за третман со марихуана. Човештвото е употребувало. Не сакам да звучам на никој начин вулгарно, ама само 60-70 години е нелегална марихуаната. 5000 години. И еден друг податок се обрав многу интересен. 250.000 години постои човекот, вака, во некој современ облик. Само 10.000 години се бави со полјоделство, со земјоделие. Значи, само собирал растенија. Првото растение кое што го одгледувал во полјоделие, го култивирал, била марихуаната, конопот. Со неговите ограничени знаења, а сега имаме напредно земјоделство или полјоделство, па веројатно луѓето се плашат повеќе од она што може да им го од она што може всушност да им наштети, или повеќе се плашат од законодавството. Што мислите вие? Поголема е стигматизацијата која што постои во нашето општество за медикализација на марихуаната, или пак построги се законските прописи кои тоа го забрануваат? Мислам стигматизацијата. Мислам непишаните правила се многу појаки меѓу луѓето отколку тоа што е напишано како закон. Ова е мој личен став. Мислам дека стигмата. Дури ми се чини дека немам соговорник заради стравот. Не сакам во ничие друго име да зборувам. Ево и кај мене се појави тој страв да не бидам одбележана како некој што не го почитува законот. Тоа ли е таа тажна слика која што ја портретира македонското општество, да луѓето кои што условно, сега во моментов зборуваат за медикализација на марихуаната, или оние кои што барајки спас да не им заврши прерано животот, ќе преминат кон употреба на конопот, како што велите, па веруваат дека токму овие луѓе имаат некоја нелегална позадина, а не е тоа она вистинското, да се спаси човечкиот живот. Тие што се болни ќе бидат стигматизирани. Меѓутоа, поддржувачите мислам дека ќе бидат стигматизирани, не болните.
не болните, него да речеме како јас што дебатирам на таа тема, мислам дека би можела да бидам стигматизирана. Не одат ли тие две работи рака под рака? Строгото законодавство кое што забранува секаква било каква употреба на конопот, било тоа во медицински цели или рекреативно, како што се користи официјално терминот, некако ми се чини дека одат рака под рака, дека ако едното има засилено дејство, трократно е во другата насока. За законодавството стварно не би можела да зборувам. Мислам дека аргумент треба да биде медицината базирана на докази. Чисто онај етички аспект на законодавството. Значи вие имате, не мора да биде марихуаната тема на разговор, било што е забрането со закон, веројатно дека стигмата кон луѓето кои што пристапиле кон злоупотреба, условно ќе речам, на тоа што е забрането, ќе биде поголема. Значи тие луѓе во секој случај ќе бидат стигматизирани без разлика. Стигматизирани во сите општествени моменти и нормално гонети како криминалци, ако некој од тоа нивно поведение од тука се открие. Од тука мојата логика дека ако се намали нивото до кое што се контролираат условно или ако се намали степенот до кој што се контролираат работите, дека можеби стигматизацијата ќе го следи тој тренд. Да, можеби. Јас сум сигурна дека законодавството ќе се смени ако се дебатира и се излези со доволно аргументи за доброто на сите луѓе. Не верувам дека законодавството нема да се промени ако стручната јавност излези доволно аргументирано и го застапи својот став со наука. Не верувам дека тогаш законодавството нема да се промени. Ќе прескокнеме Македонија во тој дел со стручните анализи и истражувања. Ајде да одиме во онај условно поразвиениот свет. Бројни се истражувањата кои што ја офаќаат оваа тема и кои што научници, сериозни научници кои што работат во престижни институти докажуваат дека ако не лекува одредени болести, тогаш сигурно барем ги намалува симптомите и болката која што пациентите ја чувствуваат без разлика за која медицинска состојба станува збор. Значи над 20.000 постојат релевантни студии кои што го докажуваат поволното дејство на одредени делови од марихуаната состојки врз човековото здравје. Само сега најдов 6 за различни болести во 2015 завршени или отворени се уште студии во врска со третманот на одредени заболувања. Ако има 20.000 истражувања кои што говорат за медикализација на марихуаната, дали можеби имате во меѓувреме податок колку истражувања се направени кои што го говорат спротивното? Има одредени дејства кои што се несакани на конопот. На сите супстанции има одредени несакани дејства. Јас ви кажав дека мојот став еволуираше. Например, медицинската марихуана би опуштала одредени невролошки заболувања, би опуштила мускулатурата. Значи тоа би било помошно средство марихуаната. Не верувам дека би го завзела местото на главниот лек. Не верувам дека маслото од марихуана може да излекува една мултипла склероза, ама може да помогне. Тој момент на опуштање на мускулатурата, на тој спазам на мускулатурата, го добивам како податок од моите пациенти кои што рекреативно употребуваат или употребувале марихуана, дека ги опушта. Меѓутоа тоа опуштање можеби ќе биде проблем во тие што управуваат моторно возило. Таа апатија, таа опуштеност, тоа продолжување време на реакција. Затоа легалните супстанции се секогаш подобри, затоа што строго означуваат која е дозата, кога сме и кога не сме да се употребува. Не знам дали бе доволно јасна. Веројатно оној кој што... Не би знаела... Јас во мојата работа цело време работевме за штетните дејства на марихуаната. Јас го променив својот став во однос на бројни собрани податоци, а да бидам искрена и
во два наврати и во еден наврат на еден поинаков начин нашите средби на центрите за зависност разговарале, затоа што мојот став го имале сите што работат во центрите за зависност. И не знам, ево, не сакам, не учеа дека фаворизира појава на психоза, а сега ни кажуваат дека можеби помогнува кај психоза. Ама сето тоа е подкрепено, ако се исчитаат сите начини на дејство, значи за стручњаци правиме муабет, ќе се види каде и како ќе се употреби, и што сме и што не сме. Еден многу благороден лек, са правам бензодиазепините, се злоупотребуваат неверојатно. Јас одговорно тврдам сум видела такви пореметувања на здравјето од легален лек. Ама за тоа апсолутно не знам дали е терминот виновен. Лекот си има строго пропишани дози, индикации, контраиндикации, и тој што ги употребува така како што не треба, тој си прави штета, си го нарушува сопственото здравје. Така би било и со медицинскиот коноп. Значи, ако го употребува така како што не е пропишано, ќе си има контраиндикации. Нормално дека ќе има. Не сум сретнала. Фактички мојот работен век се состои од несеканите дејства на употребата на конопот. Тие околу вашето искуство со работењето со рекреативните, како што ги нарекувате, корисници на марихуана, ќе проговориме веднаш по рекламите, ќе направиме тука една кратка пауза, а потоа се враќаме во студиото. Приватна здравствена установа Захариевски. Нов 4D ултразвук. Прегледи за трудници. Гинеколошки прегледи. Прегледи на дојка. Инвитро оплодувања. Сите испитувања на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Добре дојдени сте. Јас сум деца мало мечелино, секогаш ти спремам нешто фино. Крцкави снеголки, хранливи житарици. Кога ќе пораснеш, види што сакаш. Избери ја својата професија во мојот нов календар. Природната и органска храна е основата на здравиот начин на живење. Биокосмос Македонија со повеќе од 10 години искуство во производството и трговијата со природна и органска храна во служба на вашето здравје. Од широката палета на производи, Биокосмос ви ги нуди безглутенските и макробиотски производи, супер храната, жита и семиња, мусли и снегулки, тестенини, закуски, суплементи и козметика. Внимателно избрано, квалитетно и здраво. Биокосмос. Мајо, татко ти уште работи во општински? Буџетар, шалтер бројче. Дозволи печати. Чипсос многос доброс. Горивата на Макпетрол од фамилијата Ултра. Еколошкиот Ултра Дизел Биоджет. Разликата е во квалитетот. Сега со нови поволности за корисниците на картичките Верна. Само на бензинските на Макпетрол. Еднодневна тура за Солун со Макс Травел. 046 26 20 26. Престанете да сонувате, почнете да живеете. За неодоливи кришки. Колку е добро. Волшебни парчиња леп. Колку фина! И најфини залчиња. Ма лудило! Подравка паштети. Нешто фино се мачка. Ние сме 99%.
Така, почитувани гледачи, еве не повторно назад во студиото на телевизија ТВМ. За оние од вас кои што сега се вклучуваат на нашата програма, мој денешен гостин е доктор Весна Лабровска од Центарот за зависници, односно превенција при општата болница од Охрид. Дискутираме на помалку контроверзна, нажалост, тема која што се однесува на медикализацијата на марихуаната, односно незината употреба во медицински цели. Доктор Лабровска, проговоривме претходно околу тоа дека во нашето општество, барем се уште е така, дека се стигматизираат оние кои што во медицински цели ја употребуваат марихуаната, да подобрат нешто, да ги ублажат болките кои што ги чувствуваат, и ако тоа не е доволно за да се убедат оние кои што ги носат политиките во државава, ете, направено е едно истражување од Агенцијата за истражување на пазарот и јавното мислење. Во нивното истражување дошле до податоци кои што говорат дека 72% од испитаниците, значи зборуваме за Македонија, 72% се за легализација на марихуаната во медицински цели, додека 66% се против всушност општа легализација, значи легализација на марихуаната за општа употреба. Овај контраст можеби говори до некаде до каде ни се сваќањата, меѓутоа имате огромен процент на луѓе, макар биле и тие по случаен избор, кои што поддржуваат употреба на марихуаната во медицински цели. Може ли да ги прокоментираме малку овие бројки? Пред малку во претходниот дел од разговорот кажав дека слушав обична утринска контактна емисија на оваа тема, каде што луѓето беа за тоа да им се помогне на тие што патат, на тие што страдаат, што се болни, што трпат болка. И мислам дека луѓето не се против да му биде на некого добро да има лек. Не може. Ние луѓето сме во суштината добри, сакаме да им помогнеме на другите луѓе. И ако зависи од нив, никако не би им го ускратиле. Зборувам за нешто што е колективно несвесно, да им би го ускратиле лекот на некој друг. Меѓутоа, во однос на анкетирањето, јас би додала дека луѓето и во тие анкети, заради стигмата, заради стравот, може да кажат било какви податоци. Ево, има податок на телефонска анкета се против, а на електронска анкета, каде што предпоставува дека не можат на никој начин да бидат идентификувани, се за медикализација на марихуаната на конопот. На конопот. Ајде, ќе го прифатам јас тој термин, бидејќи е наш македонски. Генералните ставови, не знам дали е нешто во меѓувреме изменето, меѓутоа, ете, од она што досега го имаме како информација, генералните ставови на некои од инволвираните страни, кои што условно би ја играле главната улога доколку во иднина во Македонија се легализира употребата на марихуаната, на конопот во медицински цели. Едните биле фармаколозите чии што ставови велат дека генерално тие не прифаќаат легализација на марихуаната како лек, меѓутоа прифаќаат нејзина употреба како додаток во храна. Од друга страна пак ги имате токсиколозите кои што се малку поригидни, отфрлаат било каква употреба на марихуаната и за медицински цели, меѓутоа и генерално за општа употреба. Марихуаната, конопот се употребувал во индустријски цели, пота ги стиснале некои понови субстанци, најмногу во текстилна индустрија, во градежништво, ама и во исхрана. Во марихуаната има во состав 60 аминокиселини, 6 гликопротеини, 2 ензими и се некоја индикација како некој атопичен дерматит, значи алергиски дерматит, е малку современото општество, се префрлам од тема на тем, современото општество нуди многу алергени, многу алергиски диатези, има малку алергени во составот на конопот
и тој би можел да се користи кај луѓето кои што се склони кон алергии. Замислете си какво олеснување. И таа некоја индикација, некои искуства од луѓето кои што им помагнал кај дерматит, воспаление од алергиска природа. Меѓутоа не содржи глутен. И една тешка болест како целијакија, и таа е актуелна сега. Имаме сега веќе фри глутен производи кои што би можело да се користи како средства во исхраната. Има многу простор за истражување. Зошто кога ни е достапна, кога ја има на нашето поднебје, убаво расти, убаво се одгледува со соодветен процент, нашето поднебје убаво, ако е таа билка автохтона од Азија, зошто да не ја искористиме, се разбира, исклучиво со наука. Исклучиво со наука. И сакам малку да кажам што значи легална и нелегална субстанца. Легалната субстанца не значи дека не е штетна по здравието. Алкохолот, стварно не сакам да звучам вулгарно, ако е легален, не значи дека не прави во општество неверојатни штети. Јас се задржувам само на здравствените проблеми. Па тука, ако веќе се спомена таа тема, не е ли малку лицемерно да се дозволува општа употреба на алкохолот, а при тоа да се зборува и да се прават кампањи за тоа кои се штетните последици од истиот? Зошто не се направи нешто слично што се направи со цигарите, кои што се забрани било какво нивно рекламирање? Забраната не ја намалува употребата. Ке го сведам на една реченица, ова е издржано со многу факти. Исто како што и дозволата на употреба, легализацијата не ја зголемува употреба. Това со неверојатни бројки факти за било која субстанца. Зборуваме за медицинска употреба на конопот, ама ако се легализира за било каква употреба марихуаната, то не значи дека врз основа на наука, кажувам, нема да се зголеми употребата, исто како што забраната никогаш нема да ја намали употребата. Забраната, преминуваме во можеби во некои други моменти од општественото живење, забраната дури фаворизира и други штетни однесувања. Дозволете ми. Ако забраниме било која субстанца да се употребува за лица под 18 години, многу се деликатни тие проблеми. Тие лица под 18 години што употребуваат било која субстанца ќе изнајдат друг начин да стигнат до субстанцата и ќе влезат во некое друго штетно однесување. Не сакам да звучам вулгарно, ќе има некој чичко што ќе им ја набави таа субстанца заради која ќе бара друга услуга и значи од една негативна општествена појава правиме повеќе негативни општествени појави. Се оддалечивме од темата, ама сакам да кажам, ако е дозволено, нема да се зголеми бројот на тие што ја употребуваат, како што исто забраната не намалува. За намалување на штетни по здравје појави, субстанци треба голема превенција, превентивни програми кои што се издржани врз наука, не на типот на забрана, не на флаери, ова не е дозволено, ова и ова ќе ти се случи како што е на цигарите. Мислите дека заради тоа што го има тие грозни слики на цигарите, некој помалку пуши? Влего во Добро, паралелите се тука. Него треба многу голема кампања на сите возрасти за тоа што е добро за нашето здравје, што е лошо. Јас не сум доволно стручна за правење на превенција, ама треба секоја единка да стане свесна за своето здравје и што му шкоди, што не му шкоди на здравјето. Многу пари се потрошиле во светот на типот ова ќе ти се случи ако го употребуваш ова и ова. Би можело тие пари да се употребат за превенцијата тука. Да, сега веќе ако разговараме отворено, ако дојдовме на тема, може би да сме стигматизирани. Парите што се трошат за тој што влегува во процесот на казнување заради
марихуаната би можеле да се искористат за превенција, за сите штетни супстанци, дури за штетната употреба на марихуаната. Оти таа ако е легална за лек, не значи дека некоја која сега да го употребам терминот злоупотребува дека нема да му нашкоди на своето здравје, на своето семејство, на општеството. Оти тие психоактивните супстанции имат последици врз општеството. Оти тоа го менува однесувањето, ево во нешто што е актуелно сега, во возењето. Значи, легалноста и нелегалноста на супстанцата не значи дека ниту ги зголемува, ниту ги намалува на единката последиците, на семејството негово, како клетка на општеството и на целото општество. Така. Околу бројките кои што го докажуваат тоа кое вие го велите малку подоцна, вие имате можност да работите со луѓе кои што се рекреативни корисници на опојни дроги. Каква би била употребата на конопот, да речеме, во третирање на тие луѓе? Да им се намали постепено, да им се намалува степенот на зависност кој што го чувствуваат и утре залутре или по 10 години тие да излезат од институцијата и да бидат нормални граѓани, членови на општеството? Значи, во ова собирање мое на податоци околу медицинската употреба на марихуаната, таа има свој позитивно дејство кај абстиненција, значи кај откажување од другите дроги и кај симптомите на таа абстиненцијална криза кои што се жестоки. Значи ќе останеме на медицинска употреба на марихуаната и зависноста, диктологијата е веќе некоја скроз друга тема. Меѓутоа, нелегалноста на марихуаната е од нелегално место се купува. Целиот процес е нелегален. Ама на тоа нелегално место, каде што се купува марихуаната, не ги делам дрогите на тешки и лесни, меѓутоа се купуваат и други кои што даваат далеку потешки здравствени последици. Тоа би значило дека погрешна е градацијата, ќе речам, во која што марихуаната, која што може да има и медицински употреби и тие да бидат и тоа како ефективни, да се става со овие останати синтетички хемиски дроги кои што прават далеку подраматични ефекти кај корисниците. Секако, пак ќе се вратам. Познати психоактивни супстанци се користат во одредени состојби во медицината. И тука никој не се двоуми дали е етички или законски. Значи, еден морфин, никој воопшто не се двоуми во една терминална состојба на едно патење на еден човек болен од малигна болест, никој не се двоуми етички, ниту законски дали да му го препиши морфинот и според мене со далеку поголеми последици по здравјето. Значи, останувам само на здравјето, не зборувам за другите последици. Каде е логиката нешто кое во случајов за кое дискутираме конопот, марихуаната, да е забрането, а при тоа со таа забрана да се примораат условно на некој начин луѓето, барем оние на кои што навистина им треба за медицински цели, да го набавуваат нелегално? Мислам дека е актуелна состојба за која што почна да се зборува година, 2-3, и дека со дебатирање, со освојување на науката, дека тоа ќе се промени. Мислам дека е периодот мал за освестување околу можните подобрувања на одредени болести. Оти пак викам, не верувам дека медицинскиот коноп ќе помогни да се излечи болест, ама ќе помогни да се намалат некои страдања при таа болест, некои симптоми да се ублажат. Мислам дека е почеток заради тоа. Вака, мали емисии, па стручњаците, па испитување од други земји, користење на други искуства, па работа во дека ќе си го направи своето. Околу бројките кои што се однесуваат, споменавте претходно дека со легализацијата на марихуаната во медицински цели ниту се зголемува бројот на нејзини корисници, туку напротив и опаѓа. Еве ќе искористам некои податоци кои што ги имам тука. Во земји кои што
години наназад ја имаат веќе ставено марихуаната во медицинска употреба. Еве, ќе ја споменам, например, Португалија, која што е навистина либерална во овој поглед и не само што ја ставила марихуаната во медицинска употреба, туку ги декриминализирала скоро сите видови на други кои што може да се набават, и тоа уште во 2001 година. 5 години после направената промена, значи откако се воведила, некаде 2006 година, кај младите на возраст од 14 до 16 години се намалила употребата на илегални дроги од 14,1 на 10,6%, значи некаде за околу 3,5-4%, што вака може би звучи малку, меѓутоа во апсолутни бројки и тоа како е драматична. Вакви бројки има скоро во сите примери, значи кои што се на земји кои што ја употребуваат во медицински цели. Пошто веројатно во регионот прв пат дебатираме на оваа тема, предпоставувам, кај нас локално, ќе останеме на медицинската употреба на конопот. Ние уште не почнуваме да дебатираме за здравието. Веројатно ова се претходни чекори пред некоја. Тие термини се многу деликатни: легализација, декриминализација, овона не се издиференцирани, овона веројатно е ова вовет во тоа што се случува во Португалија. Мал чекор, ама е вовет во тоа. Треба време. Ако хипотетички Македонија утре одлучи да ја легализира марихуаната во медицински цели, барем во оној дел во кој што вие може да говорите, оној медицинскиот аспект, како тоа замислувате дека би изгледало? Со строго пропишана доза, потекло, индикации, контраиндикации, исклучиво на препис од лекар. И во крајна линија е став на лекарот, медицински став на лекарот, дали смета, дали ќе го препиши или нема да го препиши. Само така и никако поинаку. Обично оние кои што јавно говорат против медикализацијата или легализацијата на конопот во медицински цели, го користат она што се надевам не е флоскула која што навикнале да ја користат, а тоа е дека легализацијата за десетина или стотина пациенти би значела огромни злоупотреби кај оние кои што се рекреативни корисници. Нема ли светот изминативе 50 години смислено некој концепт кој што ќе ги избегне сите овие работи? Ако би се медикализирал конопот и ако оди на препис на рецепт, тогаш врз лекарот ќе има многу притисок од тие што ја користат рекреативно, да биде препишана од некоја дијагноза заради која е индицирана. Мислам дека врз грбот на лекарот би се свалил голем товар, да бидам искрена. Меѓутоа, во однос на рекреативната употреба, значи немаме ништо легално, ама во однос на зависноста, мора да бидеме реални. Марихуана се користи ако е нелегална. Дали некој ќе ја препиши, ќе ја добие заради својата болест, ќе ја добие од... Не променува ништо во рекреативната употреба. Ние немаме никаква дозвола, ама марихуана се користи. Јас имам пациенти кои што ги лекувам заради зависност од марихуана. Марихуаната постои. Имам куп податоци со кои што можам да ви кажам колку на дневна основа користат во светски рамки, колку на дневна основа, колку еднаш пробале во животот. Огромни бројки. Во 2004 4% од светската популација користи марихуана. Колку повеќе би можело ако стане легална? Не, нема, тоа сакам да ви го кажам. Значи, легализацијата не го зголемува. Врз основа на наука, врз основа на статистика, на испитување, не ја зголемува злоупотребата. Некој што не користи марихуана, ако ја има во трафика да се купи, нема да оди да ја купи. А и ако ја нема во трафика, тој што ја користи рекреативно ќе оди и ќе ги направи сите недозволени активности и ќе ја земи марихуаната и ќе ја пуши. Зависноста е тешка болест.
ама не е тема на оваа дискусија. Мислам, подкрепено со медицина на докази зошто мора така да биде, заради промените во организмот. Не е тоа заради што некој има лошо поведение, него затоа што е болен. Заради што е болен. Затоа викам, зависноста треба да се третира првично како здравствен проблем, а потоа како ја фаќаме темата на зависноста да останеме на така, споменавте дека лекарот, ако хипотетички ја легализираме марихуаната за медицински цели, утреден лекарот ќе има не знам, притисок од оние кои што рекреативно ја потребуваат, не од оние кои што на кои што навистина им е потребно за некоја медицинска состојба. Мислам дека така ќе биде. Меѓутоа, ајде, еве, имавме драматична злоупотреба на антибиотици во Македонија. На врвот бевме на скалите според Светската здравствена организација, не на некоја мала истражувачка група која што решила да направи анкета. Бевме на врвот на листите на Светската здравствена организација по злоупотреба на антибиотици. Истите доктори се соочуваат со истиот притисок, само што овде станува збор за нешто што е веќе легално, а во случајов за една нелегална супстанца, барем се уште. Ако бидеме реални, до некаде овие бројки се драматично намалени кога се однесува злоупотребата на антибиотиците. Зошто не би се искористил истиот систем за да се ограничи употребата и на ваква медицинска марихуана кога таа би била легализирана? Веројатно, значи прво да ја сместиме во законски рамки, да ја имаме за медицинска употреба и веројатно ќе биде тој моделот. Оти лекарот сега врши притисок и за препис на бензодиазепини, за еден опијатен аналгетик трамадол исто добиват, дури и за други некои, не знам, лекови што се за психоза. Лекарот сигурно ќе биде тешко од рекреативната употреба на марихуаната на лекарот што го препишува. Сигурно ќе има притисок за да биде и самиот лекар. Звучи можеби револуционерно, ама зошто ако некој користи рекреативно, сега јас да го сместувам во диагноза дека му е потребно заради болка или дека има гадење или повраќање или било кој од индикациите, а тој го користи рекреативно. И сега јас треба да го смислам, да излажам. Тоа е лага. Ке има притисок врз лекарот. Некако оваа легализацијата на ова е веќе револуционерно на супстанците ќе оди врз грбот на лекарот. Така. Дури да има известни злоупотреби, ако говориме за некоја иднина во која би била евентуално легализирана марихуаната за медицински цели, дури и да ги има тие злоупотреби, колку и да биле бројни, не е ли потежок фактот дека илјадници луѓе на годишно ниво ќе имаат излекувани медицински состојби или ќе имаат ублажени симптоми кои што претходно биле неподносливи? Или ние ќе ја мериме сега колатералната штета, колку зависници кои што и онака ги имаме уживаат нелегално во марихуаната, а ќе ги игнорираме овие медицинските случаи за кои што има и научни истражувања кои што докажуваат дека марихуаната им помага? Супстанците не се виновни за злоупотребата. Марихуаната си ги има тие и тие дејства. Злоупотребуваат луѓето. Не се супстанците тие што се виновни за злоупотребата. Тие си се создадени такви, ги има тие и тие својства. И затоа треба да има строга индикација. Што сме, кој процент, оти да речеме тоа маслото од канабис може да биде изолирана, одредена субстанца може да биде цело растение растворено. Значи, затоа треба наука. И за тоа што некој ако злоупотребува било која субстанца не е виновна субстанцата, таа си ги има тие својства. Злоупотребата е во друга сфера. Нема медикализацијата да ја зголеми злоупотребата. Може би само ќе им биде потешко на лекарите. Заради една друга реалност што постои во општеството, а тоа е, еве да го речем, рекреативната употреба конкретно на конопот.
Поентата ми беше во смисла дека вие имате и сега легални препишани лекови, што го спречува пациентот кој што легално му било препишано да зема, не знам, 2 диазепами дневно, а тој наместо 2 ќе ги испие сите. Така. Звучи вулгарно, меѓутоа тоа е примерот. Ама така е. Значи затоа ниту е лекарот, улогата на лекарот е да објасни да се вкупно. Меѓутоа никако не диазепамот е во народно еден прекрасен лек за ова современо живење, една анксиолиза, една тескоба, како добро ја средува. Зашо не е легалноста на диазепамот виновна што се злоупотребува диазепамот и што, ево јас ви кажувам од искуство, што прави неверојатни штети по здравието, до губење на живот. Доктор Лабровска, јас се надевам дека во изминативе минути успеавме да доловиме, да појасниме некои теми, некои поими кои што не се доволно јасни се чини во македонското општество. Се надевам дека започнавме една тема на разговор која што не завршува тука, туку ќе продолжи некаде онаму по институтите кои што ги има нашата држава, кои што можат да придонесат во медицината. Мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето денешно гостување и се надевам дека ќе имаме некоја наредна прилика уште еднаш да продискутираме овој пат многу повеќе за бенефитите кои што ги почувствувало македонското општество и македонската медицина од она што представува тренд не само во поразвиените земји, туку и во овие нашите соседи. Благодарам што ме поканивте и што почнавме така една дебата, еден почеток. Па јас сум отворена за се што е за и против. Не би сакала некој да ме свати погрешно, стварно не би сакала да ја злоупотреби мојата искреност, затоа што сум јас отворена за еволуирање, за менување на ставови и фативме малку една поделикатна тема, малку повеќе од медикализацијата, што значи легална, нелегална супстанца и убаво е, ќе зборуваат луѓето и би сакала да ме сватат правилно, така како што зборувам. Така. Почитувани, ова е се што ви подготвивме за ова издание на 99% со некоја нова интересна тема. Се гледаме веќе наредниот вторник, до тогаш останете на програмата на ТВМ. Ние сме 99%.